Почнуваме со третиот разговор. Имаме околу 20-25 минути да посветиме и за една проблематика која што ги засега сите, би рекол, тоа е врсничкото насилство. Доктор Нелко Нелковски е веќе во студиото. Да ви посакам добар ден и благодарам што ја прифативте мојата покана. Пред неколку дена имавте пресконференција каде што ги презентиравте наудите од едно истражување. Ве поканив овде се со цел повеќе да разговараме, да дадеме поголем акцент на оваа проблематика, на оваа тема, бидејќи во вестите не можеме да зборуваме 20 на минути, треба да пократки прилози да правиме. Овде имаме повеќе простор да разговараме што све имате утврдено со ваше истражување. Добар ден. Ви благодарам за поканата и за можноста да се презентираат резултатите од истражување од студијата која беше посветена на врсничкото насилство во рамките на проектот Happy Hippo Show за инклузивно и кохезивно општество, кој беше реализиран минатата година во рамките на еден поголем проект поддржан од Европската Унија. Го спроведуваат две организации наши, Отворена порта и Хуманост, и во еден сегмент имаше форум театар и научно истражување кое ние го спроведовме. Практично форум театарот е една форма која овозможува различни општествени проблеми да се разгледуваат и интерпретираат преку театар. Како тоа функционира? Се пишува наменска една театарска представа, односно дејство, кое го разгледува соодветниот проблем. Сега беше за насилство, врсничко насилство, претходно работевме за корупција пред неколку години. Определен конкретен проблем преку драмска ситуација се прикажува во негативен контекст. Сликовито. Така, па се запира дејството и се отвора дискусија со публиката. И потоа, публиката конкретно, бидејќи театарот ги отвора луѓето, она што го видела го коментира, разговара, особено како во случајов каде што се млади луѓе со комплетно отворени очи и многу сериозно ангажирани околу она што го гледаат, да дадат свој импакт и придонес. По отворената дискусија се претходно е подготвено, истата ситуација во позитивен контекст се изведува. И на крајот се носи заклучок. Сето тоа форум театар се вика... Се поправа грешката на сцена. На сцена, така, и на крајот, од како ќе заврши вториот дел, се носи, сите заедно носат еден заклучок, на што ги научила практично целата оваа еден вид процедура. превенција, значи. Така, и сега, бидејќи во театарот е важно не да кажеш, туку да покажеш, по еден многу софистициран начин, и во моментот се врши комплетно менување на свеста на луѓето, тоа и се дисеминира и практично овој начин на работа е многу делотворен. Така да тоа беше суштината, малку појасно да биде за вашите гледачи како театарот беше поврзан со оваа работа. И во рамките на проектот беа опфатени 3 општини: Кисела Вода, Куманово и Газибаба. И од училиштата... Имаше добар одзив, претпоставувам. Да, се разбира, но беа вклучени училиштата, беше вклучена администрацијата општинска, родителите, исто така, од сите општини беше по 3 пати изведена представата, така да на овој вовед, што го кажав, кога луѓето се отворени и поминале низ еден таков процес, на крајот беше спроведено научно истражување, односно тие имаа за задача да пополнат прашалници со прашања и тие и нивните родители и нивните професори. И воз основа на целокупната собрани информации, научна граѓа и врз основа на анализа на легислативата беше сочинета студија. Ме интересира каде почнува и кои се главните причини од наодите за врсничкото насилство? Што добивте како заклучоци? Да, значи врсничко насилство, тоа секогаш во определена процент го постои имало и ќе постои. И, значи така. Тоа не може да се исклучи бидејќи е тоа една форма на човеково однесување. Да. А карактеристично е младите да бидат, нели, не секогаш е тоа... Не велам дека кога сум бил јас помлад го немало, меѓутоа сега дали е поизразено или повеќе го гледаме преку социјалните мрежи? Па да, сега во актуелниот момент една од главните причини е големото присуство на информации
и социјалните мрежи, мобилните телефони, достапноста на информациите. Тоа е едниот сегмент, една од причините. И нерегулираноста на мобилните телефони. Тие се достапни, некаде во некои училишта се подостапни, во некои помалку, меѓутоа нема еден генерален кодекс како тоа да биде средено и на кој начин да се третираат, нели, тие носачи на информации. Еден сегмент. Втор сегмент е општото, би го рекол, сепак ние во последниве никогаш не бил комплетен мир на планетава, но во последниве 2-3 години многу сериозно е, би рекол, раздрман светот. Ние сите тоа го гледаме геополитички, се менува, сето тоа низ разговорите, во семејствата, во општата атмосфера влија и на младите луѓе. Постои, во воздухот може да се почувствува една тензија и во разговорите што ги имаме, така да сметам дека Начинот на говор е променет на децата. Начинот на говор, возењето на шоферите на улица, една општа има на електризираност во вкупното живење, би рекол, и на планетата Земја, особено кај нас, а специјално кај нас ние сме точно 40 години во едукативна транзиција. Јас кога учев се воведе точно пред 40 години, 85-6 година насочено образование, па како настана менување на општеството, менување на системот, перманентно имаше реорганизирање на образовниот систем и сето тоа остава и прави еден определен простор за нестабилност на системот, кој е дополнителен еден генератор да на разни места излегува во врсничко насилство, но не е се така црно, нели? Научното истражување покажа, понекогаш има контрадикторни резултати, но покажа дека има сериозни охрабрувачки сегменти во него. Прв охрабрувачки сегмент е тоа што има една сериозна ангажираност на луѓето кои се вработени во училиштата да се занимаваат со оваа тема. Перманентно имаат, организираат работилници, разговори со учениците. Ниеден појавен проблем не се остава така некако. Ние секогаш сме подготвени да критизираме, нели, нечини, ама не е тоа точно. Значи има една ангажираност кај Кажеш што треба да се пофали, дека се стане и ќе се даде аплауз. Точно, тоа е значи важно. Исто така има во 85%, 95% од родителите на прашањето дали се подготвени, дали тие треба да учествуваат, тие кажуваат дека ние сакаме и сме подготвени во полн капацитет како родители да учествуваме во третманот на оваа работа. Тоа е исто така многу важно. Сега, каде е тука практично проблемот? На оваа подготвеност на родителите, на активностите што ги имаат професорите, постои една празнина или не до крај уреденост како да се процесуираат до крај проблемите кога ќе се појават. За поздравување исто така Министерството за образование има 2019 година донесено правилник за третаман на врсничкото насилство, каде што во определен сегмент се уредени процедури кога ќе се појави на кој начин да реагира и ученикот и родителот. Значи една цела процедура е направена. Дали учителот треба да оди веднаш со казна, со совет продавен метод, уредено како да се направи, но гледате многу малку знаат за тоа. Тоа не е толку популарно и многу малку знаат луѓето дека имаат конкретен инструмент да го искористат во вкупната процедура. Исто така, дел од сегментите покажа, бидејќи тоа беше и околу насилство генерално, и околу врсничко насилство, но и околу присуството на насилството во образовниот систем, се покажа дека се уште не е на нивото на кое би требало да биде во едно квалитетно, како, нели, ние целиме да бидеме квалитетна организирана европска земја, начинот на безбедноста на училиштата. Во смисла, безбедноста на училиштата се уште по инерција некако оставена. Понекогаш кога ќе одиште дочекуваат на некои места ученици како дежурни и така натаму, но се тоа што се покажа и во соседството и така натаму определени порадикални проблеми покажува дека е потребно, и тоа беше констатирано, неопходност, и тоа ние го предлагаме, да биде формирана една државна агенција која ќе се занимава со безбедноста на образовните институции, каде што ќе бидат вработени, дипломирани, завршени, едуцирани луѓе од безбедноста, факултет за безбедност да имаат завршено во секој училиште, сето тоа да биде вмрежено,
Да не биде оставено нели на волјата, или јас бев председател на совет на родители еден период кога моите деца учеа, ние собиравме пари за да се плати обезбедување во училиштето. Знаете, тоа е оставено на организација, а таа е многу сериозна работа, младите среднината, тоа не треба да биде оставено на самите на себе, јасно е. Нели, мислам државата тоа треба да го организира, да има еден организиран систем и да биде комплетно вмрежен, да биде исто мониториран, да има камери и така натаму, практично вкупниот систем да биде затворен. Секој чекор да им се и тоа да по хиерархија на таква организација ќе може лесно да комуницира интеракција. Има ли наоди, има ли податоци, да го кажам, насилник е преостар збор за дете. Дете кое што извршило некаков чин. Колку време му треба тоа дете да не врши повторно насилство, се обидувам да бирам зборови, односно дали се зголемува неговото, се подобрува неговото однесување или повторно си прави насилство врз други деца. Колку време треба да се едуцира, да се внимава со него, да се разговара, да се посвети внимание на тоа дете? Според мене есенцијално е да се разбере дека моментот на насилство е резултат. Има претходно сериозна генеза за да дојде насилството во училиштето. Како на Хамлет, нели, кога му стигнува еден брод со скапани јаболка, тој вика има нешто скапано во данската држава за да стигнат јаболката скапани. Во таа смисла, тоа е последниот момент. Една цела генеза има за да дојде проблемот и да се изрази во насилство. И на два дела според мене, мислам дека таа работа се дели според она што ние го можевме да го заклучиме. Едното е проблематични деца кои генерално се проблематични. Дали тоа доаѓа од семејството или понекогаш е некаква хиперактивност и така натаму, кои се трудат училиштата тоа да го средат, да го направат, меѓутоа понекогаш немаат до крај успех и дури во една од предлозите има предложено, ако има такви кои толку многу се радикални, може би треба да се најде некаква друга форма, нели, не директно во образованието, нели, да се прави. И онаа друга кои се помеки и тие обично училиштата со активностите по овој начин, па проценката е дека доколку на квалитетен начин, некои конкретни примери кои се анализирани, за недела две, па некогаш за еден месец успеваат да ја смират ситуацијата. Нели, тепачка меѓу групи, некоја социјална група направена, тие сега, нели, младите си прават групи една со друга, на Вибер, не знам, на социјалните мрежи, за меѓу себе, нели, да се спремаат и така натаму, со сериозна учество на педагозите, професорите, тоа се решава. И нешто што исто така многу охрабрува е свеста кај младите луѓе. Голем процент, 70-80% на младите луѓе кои се анкетирани ја покажуваат својата подготвеност и спремност комплетно да соработуваат и да се вклучат во решавање на ваквите проблеми, па дури еден поголем дел од нив и признаваат да, ние исто учествувавме, но откако разбравме кои се големите реперкусии и опасноста кон која ова може да не доведе, ние се извинуваме и сакаме да се коригираме. Како реагираше публиката на позитивните ефекти? Кога се најдеше, ме интересира решение. Тоа само не кажав, на почеток почнува со пеење на химна и на крајот завршува со пеење на химна, се дели текст и сите го читаат и го пеат. Значи има еден малце шоу целата работа за умекнување на атмосферата. Но откако ќе се донесеа заклучоците, па можам да кажам низ пеење на песна и низ една позитивна работа, насловот на песната е "Насилството се лечи со љубов", значи пак е некаква дидактичка, едукативна содржина внатре, ако е нели по пат на пеење, вкупната атмосфера, па би рекол дека со овации завршуваше, со позитива комплетна. И на која е разработена ситуација на насилство на училиште. Во средно училиште определена насилство меѓу ученици, кое се разгледува во позитивен и негативен контекст. Нели? Имате планови да се ширите? Односно во други општини да се прикаже ова истражување? Добро, сега, многу е важно, нели, ова е комплетно направено како студија и е бесплатна, достапна на социјалните мрежи и спромовирана. Внатре, ние го застапивме методологијата по која беше подготвена представата, текстот на представата, истражувањето и насоката. Тоа значи дека еден мал водич, секој професор или ученик кој сака, може и има намера да направи активност на оваа тема, да го направи. Добро беше што беа 3 општини, бидејќи беше мерлив кругот на активности, но се разбира, доколку се овозможат услови и секаде каде што има интерес,
луѓето кои го прават, тие другите две организации се подготвени да ги предложат сите овие активности, а се разбира, ние сме подготвени секаде каде што има можност да дадеме прилог во развојот на нашата држава, бидејќи ова е директно и експлицитно помагање на тоа како треба да ги отвориме патиштата за нашата генерација кон иднина. Милковски, мислам дека со оваа порака ќе го завршиме разговорот, бидејќи кажавме доволно и интересни податоци изадите од вашето истражување. Се надевам дека на терен ќе биде применето и ќе има ефекти. Да, ви благодарам многу. Почитувани, со овој разговор го завршуваме денешното Студио 10. Јас ви благодарам на довербата и се надевам дека и денеска го задржав вашето внимание. Од мене пријатно.